Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи. Еве не повторно заедно во нашата утринска програма. Денеска сме 7 декември, вторник, ден кој малце е облачен во Кавадарци, роси, така да имаме тмурен ден. Но верувам дека нашите срца се исполнети со радост, затоа што Господ ни подарува уште еден ден. Поздрав до сите вас, драги гледачи, кои не следите на вашите работни места, а и вие кои сте покрај топлите шпорети во домашна атмосфера. Како и да е, денеска ќе се дружиме во наредните минути. Еве на почетокот неколку сервисни информации. Денеска сонцето изгреа во 6 часот и 44 минути, а ќе зајде во 16 часот и 2 минути. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа гласи: денеска имаме врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините снег. Ке се формира нова снежна покривка. Услови за слаб снег во текот на денот ке има и на некои пониски места во северните и источните делови. Ке дува умерен до засилен северен ветер. Утре и во четврток претпладник има преодно стабилизирање со ниски утрински температури, кои насекаде ќе бидат под нулата. Потоа следува период на променливо облачно време со повремени врнежи со променлив интензитет. Очигледно полека есента ни заминува, ќе наидат постудени денови, но еве како ќе биде од прилика денеска температурата на овие наши простори. Ќе се движи од -3 до -2 степени во крајните западни делови на нашата земја. Во Скопскиот регион на север, значи од 2 до 5 врнежливо, Комановскиот регион од 0 до 2 степени, Беровскиот од 3 до 6, Струмичко-Гевгелискиот регион од 6 до 8 степени. Кај нас овде во Теквишијата ќе имаме позитивна температура од 4 до 7 степени, во Пелагонискиот дел од 2 до 5 и Охридскиот од 2 до 6 степени. Очигледно температурите се спуштаат, ќе се разведри овие денови, но ќе имаме и пониска температура. Бидејќи ова е христијанско радио на Глас на надежда, кој се емитува секој утро од понеделник до петок од 8 часот и 30 минути, и ова наша утринска програма, почитувани гледачи, ќе отпочнеме со молитва. Господе, ти благодариме уште еднаш за овој нов ден што ни го подаруваш во твојата милост. Те молиме да не чуваш и денеска нашите мили драги, да не благословиш на нашите работни места. За секој твој благослов, Господи, и за твоето воство ти благодариме во Исусово име. Амин. Пред да ја прочитаме и да ја проследиме денешнава утринска порака, почитувани пријатели, еве неколку кратки информации, односно кратки капки на мудроста кои ќе ни помогнат да го разведрат нашиот денешен ден. Семето што го сееме денес го определува плодот што ќе го береме утре. Кој дели изобилно, се повеќе има, а кој скржави се е посиромашен. И тоа е навистина така е. Верувам дека се сеќавате на она приказна со таткото и синот кои требало да го сеат житото, односно да ја посеат нивата. Синот бил толку лен, толку скржав и мрзлив. Го послушал таткото да отиде да ја посее нивата, меѓутоа не слегол од колата. Туку таму на меѓата застанал и колку што можел да фрла скржаво со своите раце, посеал само една мала количина на семе, на жито. И кога никнало житото, кога дошол таткото, всушност немало ништо на самата нива, се било тука покрај меѓата. Кој скржаво се и скржаво
ке жне, тоа е мисла, изрека која напишал мудриот Соломон. Затоа да сееме изобилно ако сакаме и да жнееме изобилно. Најважниот момент секогаш е сега. Најважната личност секогаш е таа до тебе. Најважното дело секогаш е добрината. Ево уште една мисла од мудриот Соломон. Благотворната душа наоѓа подкрепа, а кој ги напојува другите сам ке се напои. Кој се е скржево и ке жнее. Кој се е во благослов и во благослов ке жнеа, вели апостол Павле. Еве уште една изрека. Избавливиот човек прави лудости, а зломисленикот ке биде замрзен. Еве со овие неколку капки на мудроста, почитувани гледачи, го отпочнавме ова наше утринско дружење. Денешнава утринска порака ја наоѓаме во книгата на пророк Исаија, 30 глава, 29 стих. Тогаш песната ќе ви биде како во празничните ноќи, кога срцата се веселат како во оној кој покрај звуците на кавалот се искачува со чест на Господовата гора кон Израелевата стена. Еве да го проследиме и коментарот врз основа на овој текст спасение од насилство. На оние што го почитуваат Божиот закон, ќе им биде одземена заштитата на човечките закони. Едновремено во разни земји ќе се организира движење за нивно уништување. Божиот народ, некои во затворски кели, а други скриени во самени засолништа по шуми и гори, се уште пека за Божја заштита, додека насекаде групи вооружени луѓе, потикнувани од чети демони, се приготвуваат за смртоносното дело, со извици на победа, со подбиви и клетви. Четите на злосторниците се упатуваат да се нафрлат врз својот плен, но на земјата паѓа густ мрак, погуст од најтемната ноќ. Тогаш на целото небо се појавува виножито, одблеснувајќи ја славата на Божиот престол и обкружувајќи секоја група на оние што се молат. Божиот народ слуша јасен, милозвучен глас кој кажува: погледнете, подигајќи ги очите кон небото, тие го гледаат заветното виножито. Црните заканувачки облаци што го прикриваат небесниот свод се разделуваат и како некогаш Стефан, тие без див гледаат во небото и ја посматраат Божјата слава и Синот човечки како седи на својот престол. На неговата божествена појава забележува траги од неговото понижување, а од неговите устни слушаат молба што му ја упатува на својот Отец пред светите ангели. Оче, сакам оние што ми ги даде да бидеат со мене таму каде што сум јас. И пак се слуша мелодичен, победоносен глас кој зборува: еве ги, доаѓаат, свети, невини и чисти. Тие ја одржаа речта на моето страпение, тие ќе живеат меѓу ангелите, а оние што цврсто се придржувале кон својата вера, со бледи, треперливи усни, изговараат извик на победа. Точно е полнок кога Бог ја открива својата моќ да го ослободи својот народ. Сонцето се појавува со сиот свој сјај, бргу и последователно се редаат звуци и чуда. Грешниците со страв и ужас ги гледаат овие сцени, а праведниците со свечена радост ги посматраат знаците на своето ослободување. Наистина, овој коментар не потикнува на длабоко размислување, почитувани пријатели. Ке дојде ден кога навистина оние вистинските христијани ќе бидат джигосани, ќе бидат обележени како противници на власта, како противници на редот и на законот. Ќе изгледа дека ќе бидат скрос уништени, но сепак Бог ќе стави рака. Нешто слично овде прочитавме, вели: на земјата паѓа густ мрак, погуст од најтемната ноќ. Ова ме подсетува на израелците кои излегле од Египет и се упатиле кон ветената земја. И кога пред нив дошол оној голем проблем, она голема пречка, Црвеното море, израелците почнале да негодуваат, да викаат против Мојсија и против Бога. А од позади нив фараон со најелитната војска тргнале да ги вратат повторно назад. И Бог вели таму текстот дека пуштил облак
ги засенел војниците. Неколку денови, односно часови, тие се тука движеле во круг, не знаејќи каде да појдат, се додека Божиот народ не го поминал Црвеното море. И овде вели на земјата паѓа густ мрак, погусто на темната ног. Тогаш на целото небо се појава виножито, а виножитото е знак на милоста, знак на ослободување, знак на Божите благослови, дека Бог нема да не заборави сите нас. То виножито се појавило кога завршил големиот потоп и Бог му пуштил виножито на Мојсија и на останатите граѓани, жители и луѓе да сватат дека Бог е милостив и дека тој еден ден повторно ќе го слободи човештвото од ова зло. И затоа не треба да се плашиме. Исус е на наша страна. Господ е на страна на праведниците, Господ е на страна на оние кои го сакаат и го љубат со цело срце. И пак се слуша мелодичен победоносен глас кој зборува: еве ги доаѓаат свети, невини и чисти. Тие одржаа речта на моето трпение, тие ќе живеат меѓу ангелите. Нека и овој ден биде исполнет со Божја мисла, со Божје водство и со Божји благослови. Продолжуваме со христијанска песна, почитувани гледачи. Еве не повторно назад во нашата емисија. Почитувани гледачи, вие следите емисијата, односно утринската програма на радио Глас на надежта од Кавадарци секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас, почитувани пријатели, кои во меѓувреме се вклучивте во нашата програма. Следува рубриката за молитвата. Секој утро ние зборуваме за значењето, за вредноста на молитвата. Од денеска по наредните денови, почитувани пријатели, сакам да ви пренесам интересни искуства од книгата Неверојатни одговори на молитва. Тоа е една интересна книга која верувам ќе го привлече вашето внимание, бидејќи зборува за искуства кои ги стекнал овој човек со молитвата со Господа за себе, но и за други луѓе се молел тој и доживеал навистина прекрасни искуства. Писателот на оваа книга е Роже Монро.
Така да јас ке ви секој утро пренесувам по неколку главни мисли за да се охрабриме, да ја користиме молитвата во нашиот секојдневен живот. Првиот наслов или првата глава нова книга носи наслов Куќа на смртта. Дента на 1 декември 1984 година се наоѓав на смртна постела на оделот на интензивна нега во големата општа болница Ниагара во градот Ниагара Фолс во Онотарио. Доживеав силен наплив на крв на срцето што лекарите не може да го контролираат. Неколку денови подосна кардиолозите ми кажа дека не ќе бев меѓу живите ако сопругата ме донела во болница само 20 минути подоцна. Значи, ова е живо искуство на овој човек, писателот нова книга Роже Монро. Ова неволја ми се случи ненадејно. Мојата сопруга Хилда и јас за време на викендот бевме во посета на низината мајка. Нашето патување од центарот на Њујорк беше пријатно. Минавме пријатна вечер со мајка и, подготвувајќи се за починка во 10 часот навечер, наеднаш се почувствував изморен, па заспав со лесен сон се до 3 часот на пополни, кога наеднаш се разбудив со лице облеано со пот. Исто така почувствував дека тешко дишам, а тоа го препишав на топлата постела. Кога го подготвив, односно го подотворив прозорецот, ме освежи ветере и веднаш се почувствував подобро. Меѓутоа не можев повторно да заспијам. Почнав да се превртувам во постелата, а проблемите со дишењето набрзо повторно се јавија. Наистина, овој човек искрено го опишува, почитувани гледачи, она што го доживел, јаве го преточил во книга. Бидејќи дишев се потешко и потешко, прозорецот го отворив уште повеќе и таквата состојба траеше се до 7 часот наутро, кога ширум го отворив. По туширањето се почувствував многу изморен и конечно сватив дека навистина не ми е добро. Јас собрав сета преостаната сила во обид да се избричам. Од дењето до автомобилот ме измори како да се качувам на планина. Во оделот за итни случаи болничарите веднаш ми ставија маска со кислород. Ми ставија инекција и инфузија со гликоза. Ме приклучија на диагностичките монитори за следење на работата на срцето. Кардиологот со неколку медицински сестри направи се што можеше за да ме одржи во живот. Подосна ме сместија во оделот на интензивна нега, иако одајата веќе беше преполна. Значи собата кај што требало да биде сместен. Бидејќи сите кревите беа пополнити, мојот кревет го поставија среде собата во близина на просторијата за медицинските сестри. Бев, ако може така да се каже, со едната нога веќе во гроб, затоа што моето дишење стана толку слабо што едва можев да вдишам малку кислород. Верував дека бев на прагот на смртта, а тоа чувство стана уште подлабоко кога некој ме праша дали сакам да повикам свештеник. Бев толку слаб што сметав дека сум премногу болен за да можам да примам посети, со исклучок на мојата сопруга, на која и беше дозволено да ме посетува по 10 минути на секои 2 часа. Речиси 40 години барав од Господа да ми помогне да се подготвам за средба со смртта. Речиси пред 4 децени доживеав необично искуство кога демонските духови ми ја објавија раната смрт, затоа што одлучив да го прифатам Исус Христос за свој Господ и Спасител и да ја почувствувам библиската сабота. Свеќајќи својата критична состојба, станав свесен дека и мнозина други луѓе во болницата се борат за живот. Овај куќа на смртта, си реков на себе си. Мина 36 часа, јас се уште бев жив и можев повремено да дишам без маска за кислород. Моите мисли се крева кон Бога во мелодија и благодарност и молитва. Таа недела вечер на оделот на интензивна нега беа донесени многумина, па главната сестра беше принудена да побара дополнителна помош. Веднаш до мене, до мојата десна страна, еден постар човек бараше, односно беше на работ на смртта, а 2 медицински сестри се борија за неговиот живот. Од мојата лева страна лежеше човек од околу 30 на години, кој имаше 3 срцеви удари. Изгледаше како ова да му беа
поставени и последните негови денови од животот. Во собота на главната сестра блеска светла, што беше знак дека голем број пациенти се наоѓаат во тешка состојба. Бидејќи лежев блиско до собата на главните медицински сестри, можев да ги слушнам коментарите кои навестува дека состојбата на некои пациенти се влошува и станува критична. Во таква ситуација си припомнав на една тема што во 1946 година ја обработил еден од водечките духовни луѓе. Тој сметаше дека демонските духови уживаат да гледат како луѓето умираат и оти во време на војни одржуваат прослави. Беше јасно дека тие планираат таква прослава и ова вечер, кога во болницата се наоѓаат толку пациенти соочени со смртта. Моите мисли се издигнува кон Господа во молитва за мене и за другите. Во текот на изминатите 39 години видов како моќта на посредничката молитва на многумина им носи благослов во животот. Мошне рано во својот христијански живот почнав да се молам за духовно болните, за оние кои во судир со гревот стануваат духовни, дури и тогаш кога се физички дотолчени и кога, како што сакам да велам, ги упатував на Христовиот одел за интензивна нега. Заложбите беа наградени, затоа што многу пати го доживав остварувањето на моите молитви. Како што веќе заклучив, мојот Господ и Спасител служи во небесното светилиште во полза на паднатото човештво. Лежејќи на смртната постела, сакав да го зајакнем своето лично искуство и затоа барав од Бога да ми дозволи да го видам действувањето на неговиот исцелителен допир во оваа болница. Потоа му заблагодарив на големиот лекар, авторот на нашето постоење, за исполнување на моите молитви. Понатаму, почитувани гледачи, Роже Монро ги опишува тие часови и денови поминати во болницата. Како што веќе утврдив пред многу години, демоните духовно грчевито се борат пред својот плен да го препуштат на силата на Божиот дух. 15 на минути голем број од пациентите чувствуваа силни болки и медицинските сестри трчаа да им помогнат. Меѓутоа, медицинскиот персонал навистина се исплаши кога срцето на господинот Смит престана да чука. Значи се случувале и такви трагични моменти, а овој господин Роже Монро сето тоа го гледал со своји очи. Медицинскиот персонал околу 10 минути правеше се што можеше да го врати во живот пациентот, но без успех. Еден од лекарите со наверната глава ја напушти собата, велејќи и на главната сестра на оделот: човекот почина. Веднаш со молитва му се обратив на Господ на животот, барајќи од него да му го врати животот на господинот Смит со силата на духот на животот, со таа голема сила што го крена Лазар од смртта. Кога изговорив амин, господинот Смит дојде при свест и праша зошто има собрано толку многу луѓе околу него. Почувствував необичаено силен глад и побара нешто за јадење. Почитувани пријатели, ова е вистинит настан. Овој брат кој е писател на ова книга и очевидец Роже Монро има големи искуства. Овој човек, Смит, болесникот кој веќе бил прогласен за покоен, на молитва на овој брат повторно оживеал. Моите молитви добија одговор, и тоа не само во случајот на господинот Смит, кој се чувствува добро, туку небесен мир сега ги благослови и другите пациенти на оделот за интензивна нега. Спокој го исполни целиот одел. Медицинските сестри стоја опуштено пред стаклените врати, а нивните пациенти, кои допред малку беа вознемирени, спокојно и удобно потонаа во сон. Уште еднаш ја почувствував Божјата присутност. Еве, тоа беше само дел од оваа книга, неверојатни одговори на молитва. Ке продолжиме, почитувани гледачи, да пренесуваме интересни искуства и во наредните утра. Продолжуваме сега со уште една песна, потоа повторно се враќаме во нашето студио. Јас со
toj grupi star krst, ljubov milo što ni otkriva. Da na nego Isus beše sramno raspad, da me izbavi od greh i zlo. Kolku drag mi je tvoj star krst, ni cel život ke god cenam ja. Kako zamena za tvoj star krst, Isus kruna ke mi podari. So krvena tope, težo grupi rapa, no i tako jaz god cenam znam. Na nego ja gledam, ta Božja ljubov, što za večnost pak ni otvora. Kolku drag mi je tvoj star krst, ni cel život ke god cenam ja. Kako zamena za tvoj star krst, Isus kruna ke mi podari. Isus kruna ke mi podari. Почитаеми гледачи, се враќаме повторно уживо во нашата програма. Вие следите утринската програма на радиото Глас на надежда од Кавадарци. Ово утро имаме гостин, со нас е Никола Аслимовски, пастор или проповедник од Охрид. Добре дојде, Никола, во нашата емисија. Би сакале неговото присуство, почитувани гледачи, да го искористиме, да му поставиме неколку прашања во врска со запознавање на Бога. Никола, како го запозна Бога? Кои беа тие први почетоци и каде и отприлика колку имаше години? Како го запознав Господ? Господ има интересни начини за секој поединец. Си спомнувам, уште додека работев во Струмица, Струмичкиот округ, и одевме во Дојран, и тогашниот брат Ристо Демирджиев ме изненади кога ми кажа дека кај нив во нивниот дом куче донело во уста Библија. Интересно. А ова што јас сега ќе го кажам, може би не толку, ама исто толку е интересно како даде Господ да го запознаам. Вистината да ја запознаам. Зашто овој живот е лажовен. Се е лага. Господ Исус вели, јас сум патот и вистината и животот. Еве како. Тоа беше пак мај месец, 72 година во Куманово. Туку што дипломиран, 71 година, во Загреб, во класата на Илија Джувалековски, глума. Тогаш беше само во класата на
Izet Hajdarhodžić, jedan poznat akter, glumec, beše i Rade Šerbedžija. Ние сме generacija, reći si. Moj dobar prijatelj, so kogo sme nastapuvali na mnogu predstavi i na festivalite vo Dubrovnik, Dubrovački letni igri. A što se sluči vo maj mesec 72. godina, koga život odbeše pred mene, kako pred sekoj mlad čovek, ama imav nekakvi prašanja na koji nemav odgovor. A to se onije večni prašanja koji sum, od kade sum i kade odam. Kade odi čovekot. I vraćajući se posle jedna detska predstava, kada što ja igrav glavnata uloga vo ta predstava Magesnikot od Oz, se vikaše, i na ulicata, se sećavam točno, Boro Prcan, na završetok od ta ulica je ulicata Milan Lisica, kada što živejefme celi 7 godini. Znači, na ulicata Boro Prcan, pokraj Monopolot, gledajući jedna povorka, velam, što je so životot. Kako bi bilo jas poveće da ne živeam, eve, čoveka go nosat. Vo toj moment, dragi gledači, se sluči nešto. Ja go izgubiv čuvstvo to na telesna težina. Slušam glas Nikola, jas sum tvoj od Gospod. Čuj me, sledi me i jas od tebe će napravam nešto. Snop svetlina padjaše pred mene. Jas sve to toago doživuvav čeko rejći. Dojdov kaj mojite gazdi, zašto togaž bev podstanar, tatko mi posle penzioniranje to, 70 godina, otide v Ohrid, tamo si napravi kuća, a jas kako stipendist na opštinata Kumanovo, rekov će im se odolžam 1 godina. I taka se sluči ta godina jas vo teatarot da bidam vo raboten odnos, a sega na ova mesto koje što dobro se sećavam, doađam kaj mojite gazdi i velam čuvstvo to deka go nosam moje to telo go nema. Lesen vo odenje to, vo sednuvanje to, jas poveće kako da ne živeam. Gazdaricata veli, Nikola, ti kako da imaš nekoj, ja slušam, mušički vo glavata. Ja spak velam kako da ne živeam. A nezinjocin, vice gimnazijalec, 3. godina gimnazija, koji što beše sloboden, nemaše nekoj ocenki, da rečam slab učenik, sto cigarata v ustata, mi veli, čekaj da vidime na Kumanovski, da vidimo postojiš li ili ne postojiš, so namera da me dopre so cigarata. Moja ta raka sama pojde bez moja volja, kon nego. Toj ne me dopre. I da me dopreše, ja se verujem deka ta anestezija, božestvena anestezija, ušte će traješe, nemaše da go počutuvam bolot. I se sluči, sleguvam vo podrumot na gazdite. Tamu beše toaletot. Prvo što mi padna v oči, na prozorčeto od toaletot prizemlje dolu, jedna knjiga. Knjigata bez korici, očigledno
во употреба за тоалет. Ја земам книгата и прво отворање на книгата погледот ми паѓа на едни зборови. А ја више не живим, него живи у мени Христос. А што сада живим у телу, читам, живим вером у Сина Божјега, коему омилех и себе предаде за мене. А ја више не живим, а јас повеќе како да не постојам. Тоа подсетување за мене беше гром од небо. Одам кај газарицата, велам, од каде е оваа книга? За употреба во тоалет. Таа вели, наместо да ни донесе добар поклон, тој ни донесе попска книга. Кој? Вели еден наш комшија од Австрија. Се врати, ете и на комшивката Горица и донесе. Најубавиот поклон што го добиле моите газди, отишол во тоалет. Но јас ја зедов таа книга, а сега, бидејќи не знаев, кориците не постоја на таа книга. Одам кај Горица, комшивката, која што пак ја ставила истиот примерок на шифонерот. Ја земам, читам Нов Завет на нашиот Господ Исус Христос. Тоа беа првите мои контакти со речта Божја. Сакав овде уште едно прашање да ти поставам, односно да им кажеш на нашите гледачи, што беше преломно, бидејќи ти имаше добра кариера како глумец, што беше пресудно тоа да го оставиш и да се насочиш кон една друга кариера, а тоа е да бидеш Христов следбеник и да ја проповедаш речта Господа, односно Библијата. Да. Ако мојот колега и пријател Раде Шербеджија го видел звезденото небо на Холивуд, учествувајќи во многу филмови, значи звезда холивудска, дотаму дојде со Анджелина Джоли. Јас го видов, читајќи го Светото писмо, а се уште во театарот. И видов ново небо и нова земја. И јас видов небо, само далеку поубаво и посигурно, драги гледачи, небо од звездените неба на кариеристите денес, кои денес се, утре ги нема и како никогаш да не постоеле. Не, ова ново небо и нова земја, што Господ ќе ја обнови нашата планета, тоа е вечен живот. Тоа е бескрај на уживање, радост, здравје. А токму тоа беше пресвртница, кога јас еден ден одлучив, после едно искуство за кое временски сега сме сигурно... Во друга прилика, јас отидов кај мојот директор Живко Чинго, кој стана директор после Петре Прличко во драмата, и поднесов барање за ослободување од работните обврски во театарот. За да многу скоро еден мој колега, Петар Темелковски, актер, рече: знаеш што се случи после твоето одење? Директорот Живко Чинго не собра сите, од драмата, од техника, режисерите, сите, и ни рече, зашто јас поднесов барање за ослободување, за заминување од театарот, ми одобрија, ама еве го коментарот на директорот Живко Чинго.
познато име од литературата, македонската литература, рекол пред сите: еден верник имавме и него го изгубивме. Сега сите да појдеме на камени мост и да скокнеме во Вардар. Многу скоро го слушнав ова од мојот колега, зашто не го знаев. Така. Никола, ти благодарам за учество во нашата програма. Беше интересно твоето искуство, како си го запознал Господа. Почитувани гледачи, верам дека се охрабривме после ова искуство на Никола, како го запознал Бога. Верам дека тие негови совети кои ни ги упати ќе ни бидат потребни кога и ние ќе наидеме на пречки во нашиот живот да се надеваме целосно на Господа. Никола, ти благодарам и ти посакувам добри и мирни пензионерски денови. Би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Би знаел ти, земја за која копнеа, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Еве не повторно во нашето студио, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во живо во нашата утринска програма. Следува рубриката Совети за здравјето. Овутро сакам да зборувам накратко за негативното влијание на умот, а утре ќе зборуваме за на позитивното. Да видиме како тоа негативно влијание, односно што е тоа што негативно влие врз нашиот ум, врз нашето тело. Текстот вели: срцето е природно изопачено. Мора да запомниме дека нашите срца се природно изопачени и дека сами по себе не можеме да следиме исправен правец. Само со Божја благодат, здружени со најсериозен напор од наша страна, може да извојуваме победа. Безвредните работи кои го трошат времето. Ние мораме да се одделиме од 1000 предмети кои предизвикуваат внимание. Постојат работи кои одземаат време и побудуваат љубопитност, но не донесуваат ништо во нашиот живот. Често се придава најголем интерес и се подарува сесредно внимание и енергија сразмерно на беззначајните работи.
Прифаќањето на нови теории не донесува во себе нов живот на душата. Дури и запознавањето со фактите и теориите кои сами по себе се важни, но од мала вредност, доколку практично не се спроведат. Ние треба да чувствуваме одговорност да и го даваме на својата душа оно што ќе го храни, стимулира духовниот живот. Значи, мора да внимаваме што гледаме, што слушаме, што читаме. Сето тоа влие на нашиот духовен живот. Живот со намера. Ние треба да живееме зедниот свет. Колку е бедно да се живее случаен, безцелен живот. Потребна ни е цел во животот, да имаме за што да живееме. Бог нека ни помогне на сите да бидеме самопожртвувани со помалку грижи за себе, да заборавиме на себе и на своите себишни интереси и да правиме само добро, не за слава која очекуваме, дека овде ќе ја примиме, затоа што тоа е цел на нашиот живот кој одговара на целта на нашето постоење. Нека нашите секојдневни молитви се издигнуваат кон Бога, за да не ослободат од себичноста. Лошите навики го спречуваат развојот. Секоја навика или практика која ја слабе нервната и мозочната мок или физичката сила оневозможува манифестирање на благодат која следува по умереноста и трпеливоста. Мрзливи, недисциплинирани умови. Бог не сака да бидеме задоволни со мрзливи, недисциплинирани умови, глупави мисли и слабо помнење. Што да се прави со сомнежот? Дури христијаните со големо искуство често пати биле напаѓани со најстрашни сомнежи и колебање. Не смеете да мислите дека поради овие искушенија вашиот случај е безнадежен. Надевајте се на Бога, верувајте во Него и најдете починка во Неговите ветувања. Кога сатаната доаѓа со своите сомнежи и неверувања, затворете вратата на своето срце, затворете ги очите да не се занимавате со неговата пеколна сенка, подигнете ги таму каде што може да гледате оно што е вечно и ќе имате сила во секој момент. Еве, почитувани гледачи, ова беа кратки мисли за негативното влијание на нашиот ум. Утре во утринската програма ќе проследиме позитивното влијание на нашиот ум. А сега сакам да споделам уште еден рецепт за сите вас кои сакате да готвите и уживате во тоа. Ќофтиња од просо и брокула. Состојки: 1,5 чаша просо, 2 чаши вода, 1,5 чаша брокула, 1 јајце, 1 лажица ленено семе, лук, свеж копар, сол. Како се тоа се подготвува? Во тенџере на оган ставите ги водата и просото да се варат. Просото варете го од 15 до 20 минути. Во меѓувреме брокулата исечете ја на помали цветови и ставете ја во тенџере на оган да се обари за време од 3 до 4 минути. Омекнатата брокула, лукот и копарот ставите ги во блендер и миксирајте ги. Доколку немате блендер, брокулата, лукот и копарот ситно исечкајте ги со нож. Во сад ставите ги просото, брокулата, јајцето, лененото семе и посолите по вкус. Од смесата формирајте ќофтиња. Ќофтињата наредите ги во тава обложена со хартија за печење. Печите ги во загрејана рерна на 250 степени за време од 10 до 15 минути. Печените ќофтиња од брокулата и просото послужете ги додека се топли со чили сос или со свежа салата. Верувам дека ќе го испробате, почитувани гледачи, овој рецепт и ќе уживате во овие ќофтиња од просо и брокула. Следува рубриката за исчезнати градови и цивилизации. Користам текстови од ова книга од професорот Драго Обрадовиќ. Археологијата ја потврдува Библијата. Има многу луѓе кои денеска се уште не веруваат дека Библијата е Божја книга, Божје писмо и дека е веродостојна и треба да ја веруваме како книга која е напишана од страна на Бога, односно Бог ги вдахнувал писателите и тие ја напишали. Денеска археологијата ја потврдува веродостојноста на Библијата и затоа еве ќе ви пренесам и ова утро неколку интересни моменти од книгата на Драго
Obradović. Zakonik na Hammurabi. Hammurabi bil 6. od 11. carevi na staro-vavilonskata amorejskata dinastija. Vladel 43 godini pred našата ера od 1728 do 1686 godina. Bil sjajan vladatelj, briljanten državnik, uspešen vojskovoditelj i mudar zakonodavec. За тоа сведочат богатите археолошки наоди од втората четвртина на втората илјадогодишнина пред нашата ера. Тоа се 150 плочки со потпис на Хамураби, прочениот Хамурабиев законик и мноштво плочки пронајдени во градовите во тоа време, како што се Мари и Алакух. Некои историчари го идентификуваат со сенарскиот цар Амафал, кој се споменува во библиската книга Прва Мојсеева, 14 глава, 1 и 9 текст. Овде сега писателот, почитувани гледачи, спомнува многу интересни пронајдоци од страна на археолозите и на тој начин ја потврдува Библијата. Така да, сите вие кои сакате, почитувани гледачи, да имате Свето писмо, Библија, може да побарате од нас, да ни пишете, а ние ќе ви подариме бесплатно Свето писмо, ќе го испратиме на вашата домашна адреса. Со тоа уште еднаш археолозите ја потврдиле веродостојноста на Библијата. И затоа јас секој утро ви пренесувам одломци, детали од оваа книга, се со цел да ја подобриме нашата вера и љубопитност кон Библијата, дека Библијата е Божја книга, напишана за нашата генерација, да ја читаме, да ја проучуваме, да ја студираме, бидејќи во неа го наоѓаме и самиот Бог. Како што и самиот писател овде заклучува. Ова искуство ни дава клуч да ги разбереме условите што му ги дал Бог на својот народ, која го извел од египетското робство. Се работи за одзивот на Божјот повик, кој ги ослободил, а не за некоја низа прописи натурени од страна. Библискиот законик го признава Јехова како единствен Бог на израелскиот народ и посебно се однесува на народот кој допред известно време бил роб. Тонот на еврејскиот законик е похуман од тонот на вавилонскиот законик. Наспроти сличностите, заправо не постојат докази за позаимување. Значи, Библијата, она што го запишала, драги гледачи, денеска археолозите го потврдуваат. И овој законик на Хамураби, кој го напишал, навистина е пронајден. И луѓето во тоа време се раководеле. Меѓутоа, Бог напишал друг закон, тој Мојсеевиот закон, односно Божиот закон, кој Мојсей го примил од самиот Бог на 10 камени плочи, и тие правила се дадени за да можеме ние да се раководиме и да на тој начин му годиме на Бога, да му служиме на Бога, а тој закон е напишан и за наше меѓусебно однесување и почитување. Еве, полека дојдовме до крајот на ова наша утринска програма, почитувани гледачи, ви закажувам нова средба утре наутро во 8 часот и 30 минути. А до тогаш ве поздравуваме, бидете одговорни и чувајте се. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.